Да, една од мистификациите е дека има нешто што се вика бугарско вето. Апропо бугарското вето, ја би почнала всушност со францускиот предлог. Сакам да кажам нешто што веројатно ќе звучи толку контраинтуитивно, толку спротивно на здрав разум, што се во чет веројатно ќе почнат да пцуат. Ако излезете надвор од Македонија и почнете да им зборувате на луѓе кои што се разбирате во Париз, Берлин, Виена за француски предлог, луѓето ќе се чудат за што зборуваат. Јас требаше да се расправам со експертите за дигитална анализа, тоа се луѓе со докторат. Што волите ми е тоа француски предлог, затоа што они има листа на теми, има истражено што е регионов, што сум запнала. И вакво викам, тоа е европската преговарачка рамка. Ние така ја викаме. Беше неверојатно тешко да се објасни дека ние европската преговарачка рамка така ја викаме. Француски предлог. И у Македонија ако кажа, тоа што вие го викате француски предлог е европската преговарачка рамка, нема документ што се вика француски предлог, ти ќе бидеш распнат, ќе те наречат луд. Маглата е во следното, ако сите мислат дека французите позади некои колиси спремале некој си предлог за да сматат нешто у нашите историски односи, идентитетско прашање со Бугарија, а така се доживува францускиот предлог, тогаш ти не разбираш дека таков документ не постои, мистификација за да се покрие фактот дека тоа е европската преговарачка рамка за Македонија. Тоа е рамката што на нас како држава ни ја задала Европската унија. Сите држави членки на таа унија ја изгласале едногласно. Дали може, на пример, да ја отворим Европската преговарачка рамка и да видиме што пише внатре. Колку пати се спомнува зборот Бугарија? Колку пати се спомнува зборот Грција? Еднаш или два пати? Член 4. Нашиот критериум од член 4 е под фундаменталните критериуми, а тоа е да покажеме способност за добрососедски односи. И пишува почитување на договорот со Грција, почитување на договорот со Бугарија. Толку пишува.